Е, Почитувани наши гледачи и слушатели, денес е четврток, 4 август 2022 година. Ја следите емисијата посветена на против неправдите во сите области, откритија, решенија, емисија која се емитува секој четврток во 20 часот. Јас Силвана Павловска и нашите почитувани Агапи Тофиловска и Ана Бобинкова Мијаковска ви посакуваме пријатна вечер и однапред ви благодариме за вашето внимание. Да се подсетиме дека ова е прва и единствена програмска серија или дебата од областа на правото, сигурноста, владење на правото, правната држава наспроти корупцијата. Од серијата Отворена македонска дебата, надеж за иднината, парадигма за новото време. Минатиот четврток дискусијата беше посветена на прашањето економскиот геноцид како предходница на физичкиот и идентитетскиот геноцид врз македонците и Република Македонија. Ве поканувам да ја слушнете емисијата од минатиот четврток и другите досегашни емисии. Добра вечер на Агапи и на Ана. дал Бог добро. Добро вечер. Веднаш преминуваме на вечерашнава тема, а таа е последици од самовластието на корумпираните нелегални марионети врз здравјето и животот на обичниот човек во Македонија. Низ примери за фактичка состојба во Македонија во изминатите емисии можеме да констатираме дека во Македонија е прекршена целосно правната држава и дека во неа владее беззаконие. Ваквото однесување во државата погубно влијае врз здравјето и животот на луѓето, како и на флората и на фауната. Луѓето се засегнати во секоја сфера: здравството, екологијата, економијата, образованието, културата. Но како да не ги поврзуваат точките, кои водат само до една контролна точка, а тоа е државниот апарат кој ги има под контрола сите полуги потребни за развој и нормален живот во државата, а е окупиран од нелегитимни самовласци. Првото наше прашање за вечерва е: со какви проблеми се соочуваат македонците во ваков несреден амбиент кој им е наметнат? Повелете. Па гледаме дека... Добро вечер најпрво. Во најавата рековте дека се работи за самовластие, а самовластието како такво е кривично дело. Тоа значи дека оние што ги окупирале државните институции, а преку државните институции треба да функционира државата, работат беззаконски, односно не почитуваат устави и закони, па така дури ние не можеме да инсистираме постоечките устав и закони на Република Македонија да ги допираат нив, бидејќи тие се надвор од тој систем. И во едни вакви околности, кога буквално ниту еден државен орган не функционира, освен коруптивно и криминално, надвор од устав и закон, ние, граѓаните, не знаеме каде да се обратиме, односно безцелно е да се обратиме било каде, бидејќи сите одговорни во институциите се поставени од северниот окупатор. Така. И сега луѓето се соочуваат со разни вакви какви што сме поделени, раскарани
се соочуваме со многу проблеми во сите сфери, како што кажавте, а не ни текнува да се организираме, односно, бидејќи сме раскарани и нетрпеливи едни кон други, не можеме да постигнеме цел да ги отстраниме сите недостатоци во нашето општество, како би живееле некој похуман и похармоничен живот. Сега како приоритетно во моментов гледаме дека повторно после бумот со војните околу Украина, Русија, Тајван, Кина, со се што сме бомбардирани, гледаме дека повторно навалуваат со измислената, тој се вика овако, знаете како се вика, тој 18+1, ја Џоле ке си го викам. И значи сега еве го Џоле пак иде, е муабетот. Тука се тие боцките што ќе ве спасат од Џоле, тука се тие лажните тестови што веќе е недвосмислено научно докажано во светот дека тие се лажни, дека ништо не покажуваат, дека ако ставите папаја и киви и кока-кола ќе ви покажат во зависност од колку вртежи, колку пати ќе го вртите, толку ќе ви покажат дали негативно или позитивно. Значи, во целата таа, а на крајот е финансиско осиромашување на народот. И сега повторно навалуваат, наводно се стопирани, како да речам, се воздржуваат, нема промени, но наеднаш сакаат да лупнат со тие мајмунските чуда. Што и не е за изненадување, од мајмуни што можеш да очекуваш. Потребно е ние како народ, како популација, бидејќи досега имаме многу жртви од изминатите 2,5, скоро 3 години лаги, и луѓето се исплашија па отидоа да бараат спас таму. Но денес можеме да разбереме дека всушност многу ми е жал, но докторите налажат. Оние што се обидуваат да кажат вистина, 5% ја кажуваат, наместо 95%, а знаеме дека во секоја лага има малку вистина, нели? И луѓето не можат да разберат каде се и што се. Од таа причина, веројатно, гледаме дека медиумите не ни кажуваат ништо, не информираат, освен колку има болни, колку има умрени, колку има вакви, такви, тоа се све измислени цифри, не знам од кај ги вадат. Впрочем, има и еден документ кој што го извади едно граѓанско здружение од нас за нас, во кој што бараа информации, можете да ги побарате таму на страна и да видите дека Министерството наше во Република Македонија со северџанскиот самоназначен министер кој спроведува самовластие, одговараат со документ дека тие немаат никакви информации ниту за потеклото на тестовите, ниту за изолираноста на Џоле. Џоле до сега во светот никој не го изолирал. Не постои, постои само како анимација. Ова мора да го разбереме за да се спротивставиме на новиот терор што ни го спремаат, очигледно, па се надевам дека нема повторно да подклекнеме, дека ќе си дадеме малку повеќе кураж. Со добра информираност секако, која што не се добива од медиумите. Јас би го кажала ова за здравството, па
Па сега понатаму да видиме како ќе тече дискусијата, да ги дискутираме и другите овие. Сфери, другите сфери. Да. Ана, со какви проблеми се соочуваат македонците во ваков несреден амбиент кој им е наметнат? Ана, не те слушаме. Воопшто да не е исклучен микрофон. Микрофонот, да. Добро. Заради фунија нема. Билам ова едноставно прашање кое што се поврзува со комплексноста на проблемите, сите проблеми со кои што се соочува Македонија, но и човекот на денешниот современ свет се работи за проблем кој што не е само национален, туку интернационален, и се работи за проблем кој што укажува на тоа дека и националното, и меѓународното, интернационално законодавство не успева да се справи со причините што ги произведуваат овие последици, овие несредености или беззаконието или да речеме укинувањето на правната држава. Меѓутоа, ние ќе се задржиме на нашиот македонски контекст и услови, бидејќи сметам дека тоа е еден многу поучен пример за тоа како на едно ниво на држава може да се објасни целата таа поврзаност и спрега што постои од најниско до највисоко ниво, вклучувајќи ги институциите на системот на државата, меѓутоа и на меѓународно ниво. И сега нашиот пример е поучен затоа што всушност за кога станува збор за денешниот статус на државата, која што не е Република Македонија, туку во минатата емисијата јас така ја насловив како парадржава, значи една Само малце погласно, извини. Значи една создадена творба која што е нелегитимна, нелегална, непризнаена од самиот суверен, односно народот, во кое што постои значи едно континуирано кршење на човекови права на суверенот, од друга страна постои континуиран отпор на тој суверен према таа држава. Може јасно да се види како една држава која што е несуверена, значи која што е откината од сувереност, меѓутоа со цел да изврши потполно уништување или бришање на самиот тој суверен, што е еден показен пример, тоа е таа така наречена Република Северна Македонија, како во една таква држава, за разлика од други држави каде што се уште, барем и номинално, фигурира суверенот или суверената државност, суверенитетот, овдека се гледа дека таа така оформена држава или дива творба има потполно за цел да направи удар и рушење на се што е воспоставена цивилизацијска, демократска, суверена или граѓанска вредност, односно од нив произведените, значи од тие високо поставени демократски вредности и правната држава и владењето на правото. И сега значи јасно е дека во ова северна дивотворба, значи дивата нелегитимна држава, не може воопшто да стане збор за владење на право или за правна држава, затоа што основните човекови права на суверенот се потполно оспорени, значи потполно се поништени. Таа го избриша суверенот, кој што сепак е тој кој што го има последниот збор или е темелот на државноста,
И сега има слободен простор за тие нелегитимни маневри, значи несуверени, за корупција, за организиран криминал, значи сето тоа што и на највисоко ниво се случува. Ние оваа програмска дебата ја почнавме на ниво на граѓаните, значи на спреување на корупција на тоа ниво граѓанско. Меѓутоа, самото тоа ниво граѓанско во северната ова диготворба едноставно не може да ја покаже правата слика на тоа што се случува, например, во една суверено уредена држава, каде што има беззаконие и во која сфера, и оваква една држава која што воопшто нема никаква сувереност, туку е направена со цел сето тоа да се поништува во континуитет, значи прогресивно, се повеќе и повеќе да се обезличи, да се обезвредни, да се сите права, значи вредности кои што се граделе во континуитет и последните 30 години, колку што се обидувал народот, што се своите пресаници тоа да го прави, сето тоа сега доаѓа моментот кога се едноставно се руши, се поништува, за да не постои никаков континуитет и да измегне нешто ново или уште повеќе понатаму да проводи процес на подалба на самата држава. И сега битно е што кога владе беззаконие, значи и многу кои што се бават стручњаци со таа проблематика, кажуваат дека всушност она што го одржува беззаконието или што го создава, го процесира, е всушност предизвикувањето на петачките поделби меѓу луѓето, меѓу народите, значи меѓу разни слоеви во едно општество, со таа цел, значи тие меѓу себе самите да се конфронтираат, каде што државата едноставно се иззема, односно на некој начин го возможува тоа беззаконие, меѓутоа одговорноста ја префрла на тие групи, така што како таа како една заштитена, како да кажам, мечка или нешто што се иззема од целокупната состојба и на тој начин че тоа се продуцира беззаконието без никаква намера или добра волја или план тоа да се сузбие. Еве сега гледаме, значи, на нашиот пример како сите тие меѓуетнички конфликти всушност се создадоа, особено последниве 20 години, значи меѓу различни верски припадности, етнички и така натаму. Со во минатото имало примери кои каде што се живеело во една поголема хармонија, иако и тогаш постоеле екстремни групи кои што биле на некој начин, да речеме, насилнички, бандитски, еве од албанскиот глобалисти, од другиот, или ограбувачи и така натаму криминални дејства. Меѓутоа, оној научниски дел од населението всушност се борел против самите тие заеднички непријатели кои што го уништувале мирното живење на населението и се бранеле заеднички против нив. На денешно ниво во современиот свет видиме дека таа улога имаат разните банди од разни профили, еве да речеме во поголемите земји, тие наркобанди, понатаму други кои што се криминални банди, преку кои што се прават сите недозволени незаконски дејства, свирт, тргување со друга, со луѓе, со оружје и така натаму, што се прилева и во нашата земја, затоа што ние сме на една крстосница каде што се срцуваат многу пати со истокот и западот, што тоа и со векови било така,
Меѓутоа, што се однесува до спречувањето на беззаконието, значи решавање на ова највисоко, да речеме, глобално рамниште, каде што секоја суверена држава треба да даде свој придонес, значи да се бори против овој вид на беззаконие, всушност е обратна ситуацијата. Значи тоа го потврдуваат сите и на меѓународно ниво. Всушност системите во кои што функционираат овие современи демократски држави го дозволуваат тоа, за жал. Значи без оглед на сите конвенции, на сите ратификувани договори, борба со корупција, против корупција или криминал, каде што ни има доста и работни групи, и разни тела, и фондови се зајуваат за тоа, видиме дека тоа е само така на хартија, значи ништо не функционира, и затоа тоа влива дополнителна несигурност на секој граѓанин, затоа што на ниво на граѓанинот тие проблеми можат да се решат. Тие се решават на ниво на државата, која што е одговорна да обезбеди сигурноста, значи безбедноста, вклучително и на животот и на здравјето во овој случај. Значи таа е одговорна, односно властите во државата се одговорни. Во оваа дива творба одговорна е ова нелегитимна власт. Јако е нелегитимна, меѓутоа таа ги влече конците, значи таа ги носи одлуките што ние цело време се обрадуваме како суверени од неа, меѓутоа мора за тие дејства кои што се нелегитимни одговорноста да паѓа и треба да остане нивна, со самото тоа што нема друг кој што ќе биде одговорен за тоа ниво и таквиот начин на функционирање на државата. Значи, Не се согласувам. Одговорноста е наша, извини. Да, меѓутоа на ова ниво реков, значи не е приватно право или приватен живот. Приватен живот не може некоја си, па и вистинска да е власта, не ваква наметната. Не може таа да биде одговорна за здравјето на моето дете, за моето здравје, за воздухот што го дишам. Значи, извинувам, Агапи, само да довршам, значи тоа е така. Меѓутоа, во случај знаеш дека и ве 5 години, како што реков, пружа македонецот отпор кон сите овие нелегитимни дејства политики, вклучително и здравствените политики, кои што гледаме дека не се насочени кон уништување на здравјето, особено нели со оваа пандемија претходните години, сега се најавува нова. Значи, одлуките што ги носат, мерките кои што се противни на заштита на здравјето, е нивна одговорност. Значи, наша одговорност е да се заштитиме. Меѓутоа, на ниво на држава, на која што секоја држава треба да се грижи за своето население, значи, за својата земја, за начинот на кој што дозволува или не дозволува, дали прелет на авиони, дали влегување на криминал или на мигранти сомнителни, дали на роба која што не се проверува на царинарниците, што е случај. Значи, за тоа зборувам. За тоа не може да биде ни Агапи, ни Ана одговорна, затоа што немаме таква ингеренција, каде што тие, значи, еве известно има пред која година или две, на граничниот премини Ажинце, например, во Титово, тоа е еден пример, значи се случува на сите гранични премини, значи кажува вработен во таа царинска служба дека во 3 часот по полноќ добиваат наредба од раководителот на 1 час да ги исклучат камерите. Значи кога нешто се внесува за да проиде тоа. Не забележано. Значи на тоа мислев, за тоа не може да биде одговорен граѓанинот. Тој може да оспорува, да укажа си, меѓутоа одговорни се тие кои што се ги прво кои што ги носат сите тие
политики на развојни, да речеме, или на уредување на државата. Тоа е власта. Значи, ги носат тие државни институции кои што имаат надлежности. Оние кои што работат на таа позиција, царината, значи, зборот ми беше во таа смисла, еве сега, најновиот пример со референдумот. Тука и опозицијата вклучена. Значи, тие одговорноста за нелегитимните дејства со прекројување, со внесување одредби разни во уставот, со менување на амандмани, сака да прифрлат повторно на народот. Значи, тоа е веќе надвор од она за кое што јас можам да бидам одговорна. И покрај тоа што се спротивставуваме, значи тие на тој начин се обидуваат да прифрлат одговорноста, што е видливо, значи оригледно, и тука треба да престане тоа превливање, значи, на одговорностите. Се знае што е граѓанска индивидуална одговорност и должност и право, а се знае што е на државата, значи тука не може да има мешање. Одговорните тие што се на функција, дали во партија, дали во власт, дали во институција, дали во локална, значи во сето во локалната власт и државната, се одговорни, не може да биде одговорен народот. Значи, во таа смисла сакав да кажам, тоа се проблеми со кои што се случува не само Македонија, меѓутоа овдека немаме држава што се грижи за својот суверен народ, значи да не е суверена, а во држави каде што имаме и таму, значи се допушта дури во негови. Значи немаме. Значи и сега гледаме дека нема суверена држава. Нема, да. Значи лажни власти се со лажни податоци, со лажни мерки, со лажни... А целта е која? Да се уништи човештвото. Да се уништи и Зашо роботи си измислија. властите да не водат грижа за она што треба за јавното добро или политичко добро, туку како повеќе самиот народ меѓу себе во меѓусебни, значи, раздори, конфликти, да се на некој начин уништува. Значи, тоа се политиките на современата ни демократија. Гледаме многу што има и извишта и студии, значи токму во овој дел направено, токму за криминал, организирани корупција, значи во што се сметаат стари, како да кажеме, и општества и држави, парламентарни демократи, како например британската и американската, значи тие ги детектираат овие проблеми, значи на најниско ниво, што се вели во одредени места каде што за најразлични пристапи што треба полицијата виднаш нели да реагира, да застане во заштита на човекот, не делуваат, а што остана за во нели под наводници што викаме неразвиени и така натаму. Значи тоа е општ проблем, меѓутоа во Македонија тоа е уште позасилено, затоа што ова е веќе јавно, како да кажеме, откажување, уништување на самиот суверен. И кога ќе нема суверен, нема контрола веќе на тоа движење, на таа злоупотреба на власта. Тоа ми беше зборот. Ако слушателот и гледачот досега не е свесен и не разбира за тоа што се случува, за ова што вие зборувате и што многу други луѓе зборуваат, околу тоа дека овие политики кои се водат во Македонија, кои што се создадени, дали сметате дека се создадени и подпомогнати од Европската Унија и од НАТО и Соединетите Американски држави, бидејќи сиот тој поим околу народот го обвинуваат за нешто кое што тие всушност ја имаат одговорноста за да ги средат работите, туку правејќи ја таа поделба меѓу луѓето, без разлика во основа на што, тие го
делат народот, го раскаруваат народот и му ја наметнуваат таа одговорност на народот. И значи со тоа се прикриваат самите себе си дека не се способни, немаат образование, немаат појма, а она што е најважно, не си го сакаат својот народ и својата татковина. Да. Така да ова европска политика или американска политика, нели, во овие времиња, нешто што тие сакаат самите да го остварат, според моите размислувања, ако можам да спомнам, да се отарасаат од нашиот народ, тие го прават тоа нешто преку лицата или ликовите кои што тие самите ги наместиле, кои што се на власт моментално во татковината. Така да оние слушатели, читатели, кои што ова не го разбираат досега или не го слушнале, време е да не само ги отворите очите, туку ушите да ги отворите и да почнете да размислувате дека она што се случува не е воопшто во корист на македонецот, нити на татковината Македонија. Да. Јас сметам дека наша е одговорноста после известно време. Значи, нивна е одговорноста за нивното криминално дејствување. А како тоа ние го прифаќаме е исклучиво наша одговорност. Дали јас на детето ќе му ставам маска да носи или не, е моја одговорност. При тоа, не можам да се стопирам заради некакви наметнати и измислени укази, правила, закони кои воопшто не постојат. Значи, моја должност како родител е да проверам дали тој закон постои. Дали некој мене по закон може да ми стави маска на устата, на лицето, да не можам да дишам, да не можам кислород. Тоа е, значи, основниот елемент за да останам жива и здрава. И ние тоа го правиме врз нашите деца, затоа што некакви си величини измислени не плашат дека ќе не казнат. Па 20 евра, па 10 евра, па 2000 евра. Чекајте бе луѓе, наша е должноста, одговорноста е наша, не должноста. Должност е на тие што ги плаќаме, како што се министри, да ја соопштуваат вистината. Но гледаме дека тие се некои други и не се таму за она за што пишува во закон дека се. Од тие причини, всушност тоа е и поентата на ваквите муабети и емисии што ги правиме. Од тие причини треба самите да видиме како ние да се организираме за да го прекинеме тој ланец на тортура и да им се исправиме со аргументи, како што тоа го прават и други, да речеме, земји. Македонија во една поспецифична состојба во однос на целиот свет, бидејќи ако земеме споредбено да видиме, ќе видиме дека овој џоле измислениот 18+1 е еднаков на северна измислената. Потполно еднаков, од ист центар, со иста цел. Што е поентата на плашењето на народот со некакви болешти? Па да се исплаши за да може, зашто кога е под страв, полесно се контролира. Значи, ние сме во една хибридна војна, па повеќе од 10 години можеби, која што ни делува и на емоции, ни делува со фреквенции, ни делува со манипулации. Тоа се цели науки и тие точно знаат што прават. Всушност, побарајте МК Ултра, каков програм бил тој, или се уште постои. Во Америка, уште од почетокот на минатиот век, на 20-тите години на 20-тиот век, се спроведува врз населението со цел да се замати. И сега ние сме во хаос во главата ние. Од таа причина треба самите да си помогнеме. Значи, тие закони
што ги измислуваат, тие казни што ги измислуваат, дека ќе ве казнат, тие не постојат луѓе во закон, не постојат никаде напишани. Земете, организирајте се, прочитајте и отидете таму. Ете ви кажав, има документ каде што самиот министер на документ кажува дека нема податоци за лична, за никаква пандемија, болест, од каде потекнува, каде е изолирана и како се боцките лек за истото. Па тоа што кажува? Дека тој се оградува. А како може да не наведува ние да почитуваме нешто што е измислено? А он вика, јас не знам, ама вие и на 20 евра ќе платите ако не носите маска. Ало, па ние не сме... За вчудување е сега во последно време во Викторија, во Мелбурн, многуте од тие обвини на разни лица за разни измислени прекршоци на така наречен закон или регулатива или политики ставови нивни, ги отфрлуваат. Полицијата и јавниот обвинител едноставно ги отфрлуваат. Не сакаат да одат в суд за да се сослуша предметот. Меѓутоа, едно лице во 70-тите години ми се чиние, тој пак се спротивставил на судот и сака неговиот предмет да се сослуша. Значи, не сака да им даде на обвинителот, нити на полицијата, лесно да си ги... Да се изпијат рацете од тоа, туку сака предметот да се сослуша. И судијата, кој што го сослушувал овој предмет, тоа се случи пред некој ден, му дозволил, рекол дека овој предмет не се сослуша. Полицијата и јавниот обвинител наводно ќе поднеселе жалба. Како може да се поднесе жалба за нешто кое што... Ти припаѓа по право. Точно така. Меѓутоа, лицето што е во 70 години и нешто, ми се чини дека е од еврејско потекло со еврејско презиме, образовано лице, тој ќе продолжи со неговата борба да докаже дека сите тие нивни така наречени регулативи беа невалидни, незаконски и не ги остава додека тоа не го докажи преку самите тие судови. Ете така. Биде интересна работа. Ова денеска тука што одат луѓе, има некои луѓе кои што отишло, луѓето не знаат што да прават. Им вика плати 20 евра казна, ако ја платиш веднаш 10 евра ќе чини. А нема измислено е се тоа. И сега луѓето не знаат и вика па дај да платам ја 10 евра, ќути ме казнија. И сите се плашат и се маскираат, не можат да дишат, припаѓаат, ама се убедени дека тоа така треба. Оние што стигнале до суд, сите до еден се ослободени, никој не платил казна. Никој не платил казна. Значи тоа е вистината. Ако до крај ја тераш работата. Ако ги оставиш, еве гледаме, сега пак ќе навалат. Многу е битно да се сочуваме. Раздвоеноста и раскараноста што ни ја наметна по било која основа, не ни дава сега ние да се окуражиме околу сите заедно околу докажување на вистината. Едни бараат воздух чист нема. Сега од каде тој воздух па ги лажат ќумбиња, парно, значи коли, едни такви измислици, работи што од секогаш постоеле, они те убедуваат дека сега тие работи тебе те убиваат, ти смислуваат на поширока слика некаква си глобално затоплување или климатски промени, целосна измислица, од истата кујна од каде што потекнува Џоле и од каде што потекнува Северна. Истата кујна е тоа. Ќе ја измислиме и ќе ја наметнуваме. Ама не може по закон. Еве нека каже некој од овие сите можни ги повикувам правници, што ја бранат Македонија. Абе по кој закон вас ви го сменија уставот на Македонија? Кога и кој го смени, ве молам да ми кажете, да ми објасните. Не да ми објаснувате дека така прифаќала Европска Унија.
Урсула, пред неј Зехан, пред него Могерини, пред него не знам кој. Да ми објасните по закон кога они ја избришаа Македонија. Не е избришана. Тука е. Тие се што правате лажно. Овие што боцкаате лажно. Овие што казнуваате лажно. Климатски промени се лажни. Она што не труе е фреквенцијата, која што ни ја рекламираат, нели, за напредна, така, таа како да ја наречеме таа, која што ни ја монтираат дома, ние блееме, се чудиме што нешто не ни е добро со здравието, нешто не печат очи, нешто се гушиме, нешто се случува, нешто го осеќаме, ама веќе толку сме затупени во секојдневниве замаености, што не можеме да издетектираме што се случува точно со нас. Па, значи, веќе е докажано, му се смеја на Ацо Рембрандт пред некоја година кога на Алфа телевизија кажа дека не прскаат со авиони. Истото го збориме 10 години и повеќе наназад, бидејќи го гледаме небото. Новите генерации не можат да ја видат разликата. Младите деца од 20, затоа што они се научени да им е небото умагла. А ние, што знаеме што е чисто небо, точно можеме да видиме. Меѓутоа, како тоа оди со години, забораваш. Едноставно забораваш дека небото тебе ти било бистро, плаво. И сега, како се создава? Од тоа ни е загадувањето излегле. Таму протестираат, нема воздух, нема на малето ѓубрето. Они внесуваат радиоактивен отпад, кој што овие големиве колонизатори не сакаат да го горат на нивна територија, па го даваат во вакви колонии прават. Ние сме практично колонија со сите наметнати, затоа што ако имаш држава, инспекторат треба да реагира. Ова казнена судство треба да реагира. Затвор треба да како да речам, да биде обавезен. А овде и сега позадината на сето тоа ја кажавме. Позадината е финансиската плячка на цел свет. Зашто ни го оплячкаа цел свет? И тие големите, што се на овие овако тутори, односно нивни газди. Значи светот падна, ние паднавме, ние сме виновни затоа што подпаднавме под материјалниот свет, заборавајќи дека имаме и духовна страна, дека ние не сме само материјални суштества што морат, им требаат пари, зашто има, еве сега, многу луѓе имаат пари вака или така, а без здравје немаат, воздухот не можат да го купат, а ги зеле парите за да го загадуваат воздухот, за да го скријат ѓубрето, да не го казнат тој што внел радиоактивен отпад, да не го казнат тој што им донел боцки под превез дека ги лечи граѓаните, а во суштина ги убива. Значи, тоа е докажано денеска. Не можеме да се вратиме 3 години назад и да речеме дека веќе ништо не знаеме. Или да веруваме на науката. Па и научниците се купуваат. И се подплатуваат. Значи... Да. Извини, Агапи, луѓето исто се засегнати и не само во здравството, туку што спомнавме во почетокот на екологијата, економијата, образованието, нели културата, што се однесува на економијата, нели Македонија должи огромна сума пари на тој меѓународен фонд, нели минатата недела зборувавме за тоа, Ана и Агапи, ги доведува земите да банкротираат, бидејќи толку должи пари. Јавен дуг, да, на секоја за да не можат никогаш да излезат од таа ситуација. И не само државите, туку и индивидуалците се исто загрозени. Нели имаат кредити што зеле за стан или за
за куќа и кога ќе го исплатат тој кредит, кога каматните стапки се покачуваат. На целта не е да го исплатат, никој да не исплати кредит. Целта е да се задолжуваш додека не ти ја оттргне собственоста. Меѓутоа, има една друга работа. Тоа е некое измислено нивно право, трговско право, кое што овие наводно го подпишуваат, ама за тоа немаат они од суверенот дозвола. Значи, народот како суверен има право на народно вето. Тоа народно вето, мислам се од правна гледна точка, наназад ги поништува законите. Значи, не можеш ти да се скриеш во една канцеларија и да ми донесеш некој закон што е против живот, здравје и собственост на човекот, слобода на човекот. Не можеш такво нешто да направиш. Тоа тебе ти е ништовно. И тоа не важи. А дали ќе е сега моментот на кога ќе одговараат, тоа е она заради што ја правиме денешнава емисија. Ние сме тие што треба да се сетиме дека мора да постои одговорност. И не да чекаме, значи ние не можеме да делуваме Харпот не е дугмето во наши раце да го исклучиме. Кој ги пушта авионите не е дугмето во наши раце да го исклучиме. Но, што е во наши раце? Во наши раце е нашиот труд, нашиот влог, нашето дејствување, работа, кој што го помага овој систем да функционира. Значи, треба да се тргнеме настрана и да бараме веднаш и денес одговорност за тој што е одговорен. Не да чекаме, нели, како беше. При Беке ми донел ваква програма, по нејзе ќе се реформира па судство, па по некој друг ќе се реформира здравство. Тоа е во суштина од шупле у празно, додека времето поминува, нашето здравје се губи, нашите добра ги губиме, ама и нашите деца и нашата татковина ги губиме сега. Тоа мора, значи, суштината е да станеме ние свесни дека ние сме сите едно. Обичниот народ е едно и не треба народот да биде во никаква војна. Не треба народот да се спротивставува. Не постојат партии, не постојат идеологии. Има добри луѓе кои што се заложуваат и сакаат добро да живеат, и има корумпирани и лоши луѓе кои што работат против слободата, животот и здравјето на човекот. Дајте да најдеме начин. Да. Рековте, да, тие се најбитните нешта што треба да ги превземе народот, македонски народ, и за да си се организира и да си го олесни животот. Кои се другите начини или постапки кои би можел македонскиот народ да превземе за да си го организира својот живот и животот на државата и да си го олесни животот, да живее во една да биде креативен, за да може да живее среќно и весело со своето семејство? Прашање за $1.000.000 ова. Ако знаеме како, ќе го направиме одма. Сакам околу ова, нешто би сакала јас да образложам, за да може да делува секој поединец или народот или во согласност со оние позитивни природно право и позитивно право и норми кои што му удат во прилог за да живее еден полнотен и осмислен вредносен живот, така да кажеме, и да го планира својот развој со историчкост Силвана да го креира. Значи, важно е да постојат предуслови за тоа. Не може човек да креира нешто во услови во кои што е многу отежнато тоа креирање. Значи, сепак треба предуслови за да може оптимален развој или посакувано ниво на креирање на својот развој слободно.
Значи сега во нашиот случај, повторно ќе се навратиме на проблемот, меѓутоа не за да не обесхрабри, туку да не охрабри како да си одговориме на прашањето. Бидејќи нам не се загрозени основните човекови права, значи самиот обстој и слободата, ние не сме слободни луѓе, значи немаме држава, ние немаме држава, нас ни е одземена државата. Што и да планираме и како и да сакаме да живееме, значи нам не ни е обезбедена тој амбиент, тие услови кои што ќе гарантираат некоја стабилност, сигурност или известност, она што го планираме или што сакаме да го направиме, дека нема да биде наследниот чекор оневозможено, или ако нешто вложи некој кој што планира средства што има, да ги вложи во едно такво добро, кое што ќе се рефлектира на квалитетот на живењето на поширока заедница или на општеството во целина, дека нема да му пропадне таа инвестиција. Значи многу македонци што се под светот се вратија претходните години, сметајќи дека во својата држава треба да ги вложат тие со труд, мачно заработени средства, сакајќи да придонесат за општеството, меѓутоа многу на некој начин доживеа неуспех или губење на тие средства или инвестиции, затоа што овде климата државата, оние кои што ја водат, значи го обструира сето тоа, дали по политички, дали по други линии или по она народната да му умре козата на комшијата. Значи, многу има неуспешни приказни, има и успешни. Сето тоа зависи пак од инвестивноста, од упорноста на самиот поединец инвеститори, да речем македонец што сака нешто повеќе да направи за својата земја. И сега, во тој дел, значи, ние повторно треба на нашите услови, во нашето општество, онакво какво што е, или во условите во кои сега се наоѓаме, да ги видиме тие можности или можни начини на надминување на овие пречки или обструкции, така да кажеме. Значи, не само да се примени нешто што функционира може во некоја држава, меѓутоа во нашата, бидејќи ние немаме држава, значи сега мораме да делуваме како народ, значи како едно тиво кое што си ги носи традицијата, обичаите, културата, вредностите, кои што ова дива творба, значи сака да ги уништи и некако од тука да се природи новото општество, односно да се врати државата, општеството, меѓутоа оној континуитет што е преки на оваа дивотворба. И сега во тој дел, значи има доста иницијативи. Еве и ние на овој начин и со нашата континуирана таа борба и отпор што го пружаме на нелегитимните политики, покажуваме еден приор ситен или што сме родолюби, на кој начин можеш да опстоиш и во овие услови да состеваш, односно да ги заштитиш вредностите. Може да се каже дека сега самиот народ е заштитник на тие вредности, чувар, бранител, бидејќи и на правата, и на нашите човековите, на македонците, меѓутоа и на човековите права воопшто, затоа што ние едноставно нам ни се прекршени, ни се одземени. И сега кога зборуваме за тоа, сакам да се надоврзам на друг момент. И ве гледаме дека баш во вчерашниот ден, мислам дека слушнавме таа вест, дека ова што е сега на ниво на јавен обвинител на Македонија, Вилма Русковска, бидејќи ја добре ја тангира лично неа, нели, нешто што ја повикуваат на одговорност, сега кажува дека јавното обвинителство е единствениот орган
што постапува да крива обвиненија против нарушување на права, на закони, на устав на државата, а каде беше пред претходните години? Значи, кога она беше било тој систем нарушен и сега е бил. Меѓутоа, сака одговорноста, значи, да си ја намали или да не е незина, како не знам на кого ќе биде таа одговорност, што не повела одредени постапки кога требало како единствен орган. А ние како граѓани, како организации, граѓански иницијативи, значи сме поднесувале и последната или последните од пред некои месеци, укажуваме на тоа дека единствен орган што може да подигне обвинителен акт по обвинение против сите криминални и физични дела злосторства е јавното обвинителство на Македонија во овој случај. Меѓутоа, бидејќи на северна, значи тоа не го покренува тоа, туку сега, бидејќи се чувствува незаштитена, дека пред одговорност, сега так, ама за да си се заштити себе си само, а не за да делува во заштита на целата држава и на народот и на Апсолутно. Апсолутно. Да, значи, ние сега како народ, што спомна Агапи, значи имаме механизам како народ да се бориме, зашто не ни треба, значи ни закон не ни треба, за да можеш како народ да делуваш согласно еве и уставот, ама и уставот да го нема. Значи ние делуваме со нашата совест, значи со нашето право, што имаме право да го бараме или слободата да си ја вратиме. И во тоа треба да видиме начин како ние, како една поголема компактна сила, како народ, значи не сме ние заедница што не деградира. Не, народ. Избришан, што тоа на сите звуна, што велат, на сите на најголем начин, со најголем глас и крик, како и досега што правиме, треба да продолжиме да си го бараме нашето право. Значи, тоа е не да го бараме тој да ми го даде, туку да си стојам на тоа, без оглед на се и кој што прави и како прави, значи тоа не може никој да го избрише, што вели Агапи, според што тие го понисили избришале, кога се во прилог нели на право на самоопределување на човекови основни права, значи се што е постои и денес по светот, значи мене ми го возможува јас тоа право да си изживам, да си го бранам и како што треба да си го заштитам. Значи тука е нашата предност, како да кажам. И сега во однос на народното вето. Народно вето, значи во повеќе држави каде што тоа функционира во закон, кај нас мислам дека не е така во законот, иако дел има што може да се толкува, го толкуваат како повторно, значи доаѓаме до таа замка, што сега ја спомнавме пред малку, овој дополнителен, значи нов референдум што го предлагаат, значи во законската регулатива на повеќе држави, значи народно вето се толкува како референдум со изјаснување. Кој тоа така го толкува Пасиев, нели? Сега ќе видите народно вето дополнителен. Не и во ова и во Америка, значи во државите, 20. Ама тоа е референдум на народот, а не на наметнативе. И сега, значи, не може, како да речам, ние имаме устав и имаме закони. Македонија не е урушена. Тоа е дали јас ќе го прифатам. Зашто ако ти прифаќаш дека секој може тебе вчера, завчера, пред 5 години ти го сменил уставот, ти значи прифаќаш дека тоа е власт. Ако може некој да смени устав, значи е власт. А тој не е. Тој е окупатор. Сите овие беззаконија што се случуваат, целиот криминал се случува во северната окупација. Не во Македонија, не под македонски устав и закони. Затоа велам не ги допираат нив.
Зашто они се натурени. Затоа они не име гајле што пишува. Значи, нас ни се тука институциите, зградите ни се окупирани. Нас ни се тука... Медијата е окупирана. Па да. Медијата е окупирана, Зато и велам, значи кога зборевме на кој начин да делува народот, дека моќта е во нас. Ама народно вето значи народот да посаува, затоа што прво законите во една држава се носат во име и за добро на народот. Не се носат законите од други причини. А народот е тој кој што има право да ги поништи. И сега ова што го измислуваат, дали ваков ќе бил референдум, дали таков, па дали ќе бил задолжителен. Секој референдум е задолжителен по устав. Дали е предходен, дали е дополнителен, небитно. Тој е задолжителен. Затоа е референдум. Вака, значи, Агапи, само сакам да појаснам за ова прашање околу задолжителноста на референдумот. Имавме доста, сме зборувале и веќе сега на кратко. Значи, оној што беше од 30 септември е задолжителен според член 70 од Уставот на Република Македонија, каде што се пропишува дека кога референдум распишува државен орган, односно власта на државата, во овој случај собранието го распиша, значи тоа е задолжителен. Има референдуми што не се задолжителни, значи има разни референдуми. Како не се задолжителни? Не се задолжителни и според Устав. Ма тоа е анкета, не е референдум, Ана. Секој референдум е задолжителен. Дали е консултативен, дали е предходен, дали е, како да речам, дополнителен. Секој референдум е задолжителен. Значи, Агапи, значи вака, сега јас зборувам како е според Уставот. Па според Уставот? Да, и според нашиот Устав не е секој референдум задолжителен. Кај ти го пишува тоа, бе, Ана? Меѓутоа, тие, ова што го правеа со 30 септември, значи го направија таква каша попара, значи ништо не е согласно со Уставот, го именува консултативен, иако според Уставот е задолжителен. Според нашиот Устав има и незадолжителни референдуми, консултативни, значи не е така. Меѓутоа, работата е што? Според нашиот Устав и народот да спроведува референдум. Значи тоа го прават органите на државата. Во овој случај нашата држава не може да го направи таа што нашата, нели што постои, што не е. Па ние сме тие. Кој е нашата држава? И треба, па тоа сакам да кажам. Значи во тој случај треба механизмот да се најде како да се делува, затоа што сега бидејќи ни се узурпирани институциите. Значи, и да распишеш ти народно вето, народен референдум, треба да издействуваш органите на Република Македонија на државата да бидат, а не на Северна да го спроведува. Точно, тоа е разлика. точно. Па затоа е неприфатливо да има референдум. Па затоа е сега, за да се вратиме на основите на темелот, што нели овие сакаат да го приначат, а не е легитимно легално, значи тука треба да се најде на кој начин треба народот кој ќе делува да го издействува како народен референдум и задолжителен. Значи тоа е прашање сега кое што треба ние да го одговориме. И тука треба да се најдат и стручњаците. Значи, па кои стручњаци кога те лажат дека уставот ти е сменет од талјат? Ама тие те лажат. Значи не ја кажуваат вистината. Ама еве еден нека дојде. Каракамишева, она Силјановска, Ванковска, која сака. Сите го ја негираат вистината, а додека не се соочат со вистината, додека не почне да се зборува вистината, не може да се реши работата. А кога ќе почне да се зборува, ќе се каже дека Северна е лажна. Тоа е вистината. Да, можеме да го продолжиме со оној стручен тим кој што не го набројаните, кој што секогаш се присутни на телевизиите, кои што се правници, експерти, исто така има и други поставени меѓународни
меѓународно, значи по секое право, и трие, исто така заедно со народот да го дефинираат, значи тој моментум да ги постават тие услови. Зборот ми е дека тука е нашиот излез. Мислам, ние не бараме ништо во Северна и не сакаме ништо таму да се одлучи. Ма ние не можеме да бараме кога таа не постои. Така е, затоа Значи, велам, ние нашата работа треба да си ја гледаме. е тоа, да, како што треба, како што е и сега, нели и на овој степен утврдено со она до сега што е во законите и во уставот, кој што не се почитува, велиме, беззаконие има, не се Кој не го почитува уставот, што му следува? казна, Затвор и велепредавство. така е, Така, значи што треба да направиме? да се бара. Значи што треба да направиме? Да се санкционираат сите. Значи во тоа е правната држава кога ќе следи Што ќе чекаме да им заврши оружјето, што треба да правиме? Значи тоа е прашањето до големите умови и до стручњаците. Тие да кажат што треба да, како да го изведеме тоа, а не да ме лажат дека Северна ваму подпишала, оди ништија ваму прави и ваму. Та не постои таа Северна. Исто како што, извини, се тестираат, ако не се тестираат, ќе нема, Джоле ќе го нема. А со лажни тестови се тестираат. Исто е, потполно. Да, зборуваме за што Избегавме од темата. што се наметнува како најбезболно, најбрзо или било какво решение со кое би се надминала ваквата неподнослива состојба во сите сегменти. Сега за тоа зборуваме, случајно слушателите, нели, ако ми се придружија во последниве неколку минути за да можат да сватат за што зборуваме. Значи, што се наметнува како најбезболно, најбрзо или било какво решение со кое би се надминала ваквата неподнослива состојба во сите сегменти. И сите овие предлози и оваа дискусија сега што ја водиме се на место, затоа што многу Да, нормално. да се води таа дискусија. Да се води таа дискусија, луѓето мора да сфатат дека висината е една сушност. Лагите се сосема нешто друго. Дали тие сакаат и понатаму да живеат во лаги и со лаги и да патат и да изгубат својата татковина и народ како народ. И здравје, и воздух, и собствено све. Сите заедно, како што тоа го правеле и во минатото. Сите заедно, сите сплотени, ќе работат на тоа да сувереноста на државата Македонија или Република Македонија биде, како да речам, вратена, да биде повторно во реалност, нели? Отколку нешто што е, Ана, вие рековте, дива градба, или Пара држава. Да. Така да, сето ова е супер и се надевам дека и други личности што водат програми за слични теми на телевизиските куќи таму и радио мрежи да ја земат во обзир вистината, да не вртат наоколу ваму таму. Треба да им биде јасно, онака како што Агапи ја објасни состојбата и овака како што Ана ни ја објаснува состојбата. Без да бидат збунети. Да. Тоа е од мене. Понатаму, да продолжиме со ова третово прашање. Ама кратки сме. Очигледно е дека состојбата е неподнослива. Ние одовде од Австралија и од другите држави во светот ги следиме работите, со години траат, вие добро знаете сами и спомнавте пред малку колку години ова нешто, дали и понатаму народот ќе продолжи да живее во ваква атмосфера или пак ќе се превземат мерки. Тоа мора да се одговори. Чим се одговори позитивно, тогаш народот ќе знае каде треба да се обрати, нели?
ќе треба да знаат и ги прати оние лица кои што ја зборуваат таа вистина и ќе превземат мерки за да можат своите слободи, своето право, човечко право Да го освои. вратат. И да живеат како слободни луѓе, не како робови, постојано се под разни стресови и здравјето им е пореметено и економски се во криза и така натаму. Па Това е неподносливо состојба. доволно време и неприлики преживеавме, особено во последниве 5-6 години. И народот веројатно е се посвесен. Јас од мене тргнувам. Значи, никои работи ти стануваат појасни. И колку и да не гледаш, еден ден па ќе ти текне и каде е. По мене, решавање на оваа состојба постои кога секој од нас ќе стане прво сплотен со тој до него и ќе има желба да му помогне на тој до него, а не да го сопне или да го шутне и да не биде себичен. Оти гледаме се имал, немал пари, ништо не вредат. Ако немаш држава, ако немаш здравје, ако немаш мир, ништо не вредат тие пари и се повеќе им се губи вредноста. Сега пак е, значи, самата пресија ја ствара свесноста. Еве ги инфлациите идат, то све наметнато. Глад иде, и храна има, нити има потреба за инфлација, со оглед на тоа што како се правеле парите, колку ќе им текне толку ќе се штампат, па нормално што сакаат ќе ти прават. Значи, да се веројатно вакви размисли имаат и оние кои што имаат некаква моќ во институциите, нели? И таму можеби не се сите северџани, не ги стаја они сите од вчера до денес. Па некој можеби е доста му е да го подкупуваат. Можеби некој сака да си признае пред себе дека сгрешил и дека е време да ја смени, да почне да ја зборува вистината. И таа Вилма Русковска, себе си што се прани всушност, ги бара американскиот и не знам и британскиот амбасадор да реагирале во однос на обвинителството. Тоа што кажува? Тоа кажува дека сме ние обична колонија. Они се. Додека нас не супресираат како Македонија и македонци, они се полтроните на колонијата од Америка и Британија. Не ги зимаат ресурсите, па ние ќе немаме утре вода да пиеме, ќе немаме, а имаме се, нема потреба да ги гледаме нив. Да. Значи сами треба да се организираме, ама да се мрднеме, не може, мене не ме интересира политика, тоа не може. Не може, мора да најдеме луѓе кои што ќе застанат и ќе речат, еве, од тука продолжуваме понатаму, кој сгрешил вам? И се, да, кај нив е оружјето, ама може ќе го поклонат цело на Украина. Овие шутраци. Цело оружје може ќе го поклонат, па дај со. Само е страшно дека можат да не потепаат со фреквенции. Па ние да не се свестиме воопшто кога и што се случува. И ова е многу реална состојба, не е никаква теорија на заговор, ниту измислица. За се постојат документи и факти, особено низ светот. Ана, Значи сите заедно. Благодариме, Агапи. Хала. Ана, кажете ни вашите размислувања пред да завршиме програмата денес. Да, па, ите, со тоа само би укажала уште еднаш дека да потенцираме дека ова држава, која што е сега окупатор на македонскиот народ, го брише и може... Погласно. Ова држава, која што е сега окупатор на македонскиот народ, го брише и му ја одзема сувереноста, се што создал низ вековите, низ милениумите, потврдува дека дека е само создадена творба во рацете на некои фактори, ценители или глобалните сили,
каде што се однесува и спроведува некои сценарија кои што се далеку од опстојот, од суштината на вредностите кои што македонскиот народ ги има и ги гради и се труди да ги сочува и во овие состојби. И денеска имаше од една наша македонка на Нов Зеланд едно искуство, значи кој што го сподели за вадење на пасош на државата, се разбира на ова северната, кога дошле представници од амбасадата во Мелбурн, односно тоа име конзулат во Мелбурн, дошле на Нов Зеланд, немале ни опрема, ништо, за да можат да ги внесат тие податоци, за да можат да се направи тие биометриски фотографии, отисок од прст и така натаму, и да потоа известно време да добијат сообщение дека неуспешни се тие снимки што ги направиле и за се треба свој прашања да имаат да се обратат повторно до конзулатот во Мелбурн и во како да кажам, краен случај да дојдат во Мелбурн да повторно да се направат фотографии и отпечаток од прст. Значи, тоа е малтретирање на поединецот, а овдека го добиваме 2 милиони во Македонија. Тоа малтретирање секојдневно 24 часа, 7 дена во неделата. Значи, тоа покажува колку овдека и не може да стане збор за било каква заштита, грижа или безбедност. Значи, ние секојдневно сме на отворен атак, удар, во неизвестност, со секој ден, со секој утро што стануваме, на удар на нешто што ќе дојде како вест, како дејство, кое што доаѓа од некаде, а овие го спроведуваат, така што во тој случај повторно, оно што кажавме, народот веќе нема обврска, значи, кон се што доаѓа од таа држава, која што не е легитимна, нито од тие власти, и мора самиот да ги искреира, да кажам, да продолжи да ги создава условите за свое достоинствено живење и опстој. Значи, тоа ќе биде тешко, ќе треба едноставно да се отстранат од институциите, да се носат одговорност и казни, како што рековме, бидејќи без тоа невозможно е со нив да се едноставно да се заврши успешно или оваа народна борба и отпор, и за тоа треба да ги најдеме сите во нас, значи ние кои што во оној дел од народот, мнозинскиот македонски народ, кој што има и знаење, и визија, и умење, и начин на кој што ќе престанат овие политики. Инаку, како што зборувавме минатата емисија, значи на тој економски глобален систем на управување преку овие два монетарни фондови, преку Австрийска или Европска банка за развој, кои што се сите во истата шема, каде што се големуваат тие јавни долгови за задлужување. Лондон и Нью Йорк. Гледаме дека имаше уште една вест, мислам дека вчера тоа го кажа на нашите медиуми, на некои од вестите, дека во сета ова криза што трае неколку години, гледаме дека во светот, значи, постои некое превривање, значи во начинот на управување, на интернационално ниво, во односите меѓу државите, меѓу луѓето и така натаму, гледаме војни и нови жари што се ствараат. Банките, па и нашите неколку национални банки најголеми во Македонија остварувале најголеми профити. Значи, тие се надвор од системот кој нам ни го обликуваат, за да бидеме во него, за да не експлоатираат, за да ни ги користат сите наши ресурси создадени, национален доход и се, тука и приватниот сектор, додека тие профитираат, а
овие државни служби што се задолжуваат и го зголемуваат јавниот долг, значи тој не кажа нематиот пат, дека најголеми корисници, односно задолжувачи во монетарните фондови, кои што го зголемуваат постојано со тие задолжувања, се државните институции, значи централната и локалната власт, а не приватни некои собственици компании или предпријатија, значи преку нив тоа оди, тие го одржуваат тој начин и невозможно е во тие услови да се дојде до некој напредок, зашто тоа е сето така осмислено за да постои постојана зависност, а ние се бориме за сувереност, за независност, за слобода, и тоа е нашата цел, предизвик во кој што ние треба да се вложиме на начин на кој што едноставно се прекинува со таа стара парадигма што зборуваме и рече мисли наназад, парадигма за новото време, каде што ќе се воспостават, значи ќе се постават нови начини на функционирање воопшто и на национално и на интернационално рамниште. За тоа е потребно време, тоа е процес, меѓутоа историјата покажало дека ниту еден естаблишмент, како да речеме, начин на управување или на робовладење со луѓето што ги држи во зависност, не обстојал долго време. Тој има крај и дека тука не може да стане збор да прекинеш или да избрисеш некој народ со некоја одлука, со некои таму амандмани или со не знам какви аранжмани, договори или дисциплинистовни, значи тоа не е возможно. Само нам ни се погодило да живееме во ова време, како што на германците им се погодило да живеат во времето на нацизмот, на фашизмот, каде што и оделе во логорите и не го прифаќале тоа. Меѓутоа, на тој начин функционирала тогаш таа германска држава, што ги гледаме последиците од тој Холокауст, и сега, значи, уште дополнителен, што се вели илам да не даде и охрабрување, треба да биде тоа, да се бори со злото, значи, со чистата мисла, љубов, со добронамерност, не со некого да унисиш, и тука можеме ние да се сплотиме еднаквите меѓу себе, инаку нема начин доколку го поддржуваш овој систем на зло. Точно така. Да те користи. Многу убаво кажано. Многу убаво кажано. Мислам дека ќе можеме да ја одјавиме емисијава сега со тие, мислам, совети. Да, може? Да. Ана? Да, се слушам, ќе има Добро. друга за дополнително и околу оваа проблематика. Јас би рекла, би рекла да му благодариме на Бога што живееме во ова време, што ни ги даде сите овие маки, за онаа песна "Свести се, не спи ти народе македонски", да се спроведе во реализација. Веројатно после ова нема да бидеме толку заспани, ќе знаеме да си ја чуваме Македонија, зашто, гледаш, ни покажаа како може наеднаш заради алчност и заради гревови да го изгубиш она што ти треба најмногу, што ти е како леп надеж. Фала му на Бога. Ви благодариме и со ова ја завршуваме денешната емисија, програма на каналот Откритија Discoveries, надеж за иднината, парадигма за новото време. Ви благодариме на вашето внимание и поддршка. Ве молиме да притиснете на лайк на социјалните мрежи, нешто што ја заборавам да го спомнам.
posle секоја емисија, али многу е важно ако не следите, не слушате, притиснете на тоа лайк. Се гледаме и се слушаме следниот четврток. Со Господ напред, поздрав и почит кон сите вас. Од мене Силвана Павловска од Мелбурн, Австралија и од нашите почитувани професор Ана Бобинкова-Мијаковска и нашиот голем борец за човекови права, исто така и слободи, Агапи Тофиловска. Ви благодариме уште еднаш за нашата следна програма. Бидете ни добри. Со здравје. Благодариме и вам, Силвана, за убавиот начин на кој што ја ги водите овие емисии и што сте секогаш во дослух со она што се случува и во Австралија и во светот, бидејќи темите се многу актуелни, многу се бурливи овие прашања и не потикнуваат да размислуваме, не само така, како да кажам, некоја водителска улога, туку и активна водителска улога. Со љубов кон мојот народ. Со љубов. И голема почит. Е видливо, да, благодари. Довидување. До гледање.